Почитувани гледачи, го започнавме 9-тиот месец од 2016 година. Денеска учениците започнаа со новата учебна година. 1 септември денес за почеток на новата учебна година, радост за првачињата и повторно училишни обврски за останатите ученици. Во Кавадарци сите училишта во одлична кондиција ја започнуваат новата учебна година. Првото училишно звонче денеска го означи стартот на новата учебна година. Првооделенците беа најрадосни, насмеани, но избунети со своите родители ги запознаа наставниците кои ќе ги воведат во светот на знаењата и своите училишта. Во општина Кавадарци во основните училишта се запишани 358 првачиња, број идентичен со минатите години. Во општинското основно училиште Димката Ангелов Габер од Кавадарци за прв пат во училишните клупи седнаа 52 првачиња. Распоредени се во 3 паралелки, а една паралелка со првачиња има во подрачното училиште. Добре дојде на новите ученици им посака директорката на училиштето Весна Шошев и наставниците. Новата учебна година во Кавадарци започна без проблеми, потврдува градоначалникот Александар Панов. Тој информира дека сите училишта се во одлична кондиција. Денес е почеток на учебната година. Јас би сакал на сите првачиња да им посакам добре дојде во воспитно-образовниот процес кој што започнува сега со денешниот ден и ќе трае додека трае животот, покрај овој формалниот дел на образованието. Сакам да ги охрабрам сите првачиња и нивните родители да истрајат во нивната борба, да станат корисни членови на нашето општество, да се едуцираат, да бидат што е можно покултурни, значи подеднакво да пристапат во процесот како на образованието, така и на воспитувањето и да бидат дел од мозаикот на една здрава и успешна нација како што е Република Македонија. Кондицијата на нашите сите воспитно-образовни институции е на мощно високо ниво. Од страна на локалната самоуправа и службите е извршена инспекција и увид на состојбата и мислам дека во година имаме се подобри училишта кои што го решаваат проблемот со инфраструктурните недостатоци и слободно можам да кажам, тоа е моја лична проценка, дека во Кавадарци сите училишта се меѓу топ училиштата во Република Македонија кога е во прашање инфраструктура, односно нови клупи, нови столчиња, реконструирани нови кровови, доградби и така натаму. Во тек кога сме веќе кај образованието и во предшколската возраст работиме на новата градинка и се надевам дека до крајот на оваа година ќе ставиме во функција со што би го разлабавиле она што беше притисок од страна на родителите за прием на едно дете повеќе во градинка. Нашето музичко училиште ја гради својата музичка концертна сала и нашата интенција е да истото пренесе во средно училиште. За тоа имаме поддршка од целиот регион, тоа ќе биде наш иден чекор. И не го спомнав и кровот на средното општинско училиште Чирос Панџов Брко, каде што исто така со финансии од владата преку Светска банка го реконструираме кровот на училиштето, што мислам дека е последен чекор во делот на одредени инфраструктурни потреби на ниво на сите воспитно-образовни институции. Вратите за првачињата денеска беа отворени и во општинското основно училиште Димката Ангелов Габер од Ваташа. Свечен прием беше организиран во дворот на училиштето за 23 првачиња. Ги поздрави директорката Јанушка Милкова и им посака многу успех во учењето. Наши екипи денеска беа во повеќе училишта во општина Кавадарци. Свечен пречек на првачињата беше организиран во општинското основно училиште Гоце Делчев Кавадарци. 69 првооделенци ќе бидат распределени во 3 паралелки. Добре дојде на новите ученици им посака директорката на училиштето Весна Крстева. 1 септември е среќен ден за секое дете што оди во училиште, а најсреќен е за нашите драги првачиња. Така ли е, дечиња? Пред мене гледам толку искрени, весели и насмеани детски лица кои веднаш сакаат да влезат во училишните клупи. Сакам да ве поздравам и да ви посакам од се срце едно големо и топло добре дојде во престориите на основното училиште Гоце Делчев. Среќен почеток во прво оделение, среќен почеток во отекот на вашето школување. Од денес па натаму, вратите на основното училиште Гоце Делчев се целосно отворени за вас. Овде ќе се стекнете со многу знаење, ќе се запознаете со вашите драги наставници, кои ќе го дадат максимумот да ве научат, да
да ве воспитуваат и да ве образуваат. Во училиштето ќе ги запознаете првите букви, првите бројки, ќе стекнете многу нови другарчиња кои ќе останат запаметени за целиот ваш живот. Вашите другарчиња, заедно со книгата и знаењата, ќе видат ваш најголем успех и ваше најголемо богатство кое што ќе го паметите. Почитувани родители, сакам да ве поздравам и вас и да ви се заблагодарам за довербата што ни ја дадовте, што токму овие наши првачиња се денес наши ученици. Сите заедно, со соработка со родителите, со наставниците, со стручната служба, ќе им помагаме на првачињата за поголеми успеси во текот на нивното школување. Како директорка на училиштето се залагам да створам идеални услови за работа на училиштето, се со цел за безпрекорно реализирање на наставата. Голем дел од училиштето е реновиран, како во надворешниот, така и во внатрешниот дел е комплетно реновиран. Исто така може да погледнете и хортикултурното уредување во училиштето. Додека вие, драги родители, извршувате своите работни обврски, вашите дечиња по завршување на часовите ќе бидат згрижени во продолжниот престој кој се наоѓа во нашето училиште и таму ќе ги извршуваат своите домашни и училишни задачи. Се надевам дека ќе биде гордо училиштето и градот Кавадарци, бидејќи вие ќе бидете одговорни и успешни млади луѓе со кои што ние ќе се гордееме. Најголем број првооделенци во новата учебна година во Кавадарци се запишани во Општинското основно училиште Тоде Хаџитефов. Таму настава ќе следат 83 првачиња. Свечен прием на првиот училиштен ден имаше организирано и во ова училиште. Пред се да му посакам добре дојде на најмладите ученици во училиштето, тоа се првачињата. Исто така му посакувам среќна и успешна година, учебна година на учениците што се од претходните одделенија, но сепак овој свечен ден, први училишен ден е најсреќен за учениците првачиња. Во училиштето ова година имаме запишано 83 ученици во прво одделение и се надеваме оти и тие ќе бида како претходните генерации со високи резултати, успешна генерација како и претходните. Наставниците кои ги вода се наставници со долгогодишен стаж, искуство и сметам оти и ова генерација ќе ја изведат на еден добар пат, ќе изведа успешна генерација. Ние ова лето се подготвувавме скоро цело лето со инфраструктурни работи во училиштето. Училиштето доби нов кров преку Светска банка. Исто учениците ќе бидат задоволни со парното грејење. Парното грејење го пренаменивме од дрва на пелети. Влезо на училиштето го изработивме, направивме една квалитетна од цврста градба на стрешница, која ќе користи за учениците во зимскиот период, исто ќе користи за најразлични манифестации и ќе му даде добра естетика и на училиштето. Значи, училиштето наше сега можеме да кажеме отие комплетно, со исклучок на она спортска сала која е во проектот преку владата на Република Македонија, 145 спортски сали. Сметаме оти 2017 година и таа ќе се изработи и нашето училиште ќе биде комплетно едно од добрите училишта кои ќе биде комплетно со цела инфраструктура заедно со спортската сала. Значи, уште еднаш можем да кажам, во нашето училиште задоволството е големо, колективо работи добро, искусни наставници, вадиме добри ученици, добри кадри и сметаме оти и ова генерација ќе изведиме како и останатите квалитетна и успешна генерација. Уште еднаш да вам посакам
добре дојде на првачињата. Уште еднаш му посакувам и на сите ученици успешна и среќна 2016 и 2017 учебна година. 68 ученици од прво оделение во новата учебна година се запишани во Општинското основно училиште Тошо Велков Пепето. И во ова училиште новите ученици беа најрадосни за почетокот на новата страница од нивниот живот. Има денови во животот на секој човек кој никогаш не се забораваат. Моливот пишува, а гумичката брише. Но училишните спомени се толку впечатливо запишани во сеќавањата, што никогаш и ништо не може да ги избрише. Еден од тие денови, кои се памета цел живот, е секако денот кога за прв пат се тргнува на училиште. Знам дека сте возбудени, знам дека сте и малку исплашени, но верувајте, немате потреба од плашење. Да се биде ученик е најубаво нешто. Затоа бидете горди што тргнувате на училиште. Бидете горди што сте првооделенци. Но денес не сте горди само вие. Горди се со вас и вашите родители и вашите наставници. Ви посакувам успех во учењето и пријатен пристој во нашето училиште. Нека ви е среќен и успешен овој ден. Учениците подготвено ги пречека и ученичкиот дом Крсте Петков Мисирков. Новата учебна година таму започнува со подобрени услови за сместување. Подот на собите и ходниците е целосно реновиран. Ученичкиот дом Крсте Петков Мисирков од Кавадарци подготвен ги пречека учениците кои од повеќе градови во земјава се образуваат во Кавадарци. Од оваа година условите за згрижување на учениците се далеку подобри споредено со минатите години. Денеска ученичкиот дом го посети градоначалникот Александар Панов. Тој нагласи дека со финансиски средства од општинскиот буџет се заврши реконструкцијата и дека и за следната година ќе бидат доделени финансии за ученичкиот дом. Многу ми е мило што еве со помош на директорката, со помош на финансии од локалната самоуправа и нешто од нивните финансии или вкупна инвестиција околу 400.000 денари, успеавме да обезбедиме подобрување на условите за децата во ученичкиот дом. Имено приметија вашите камери дека го сменивме комплетно подот кој што го користеа во сите училници, односно во сите соби за децата, па и во канцелариите. Тоа беше договорено во една моја претходна средба со директорката со цел да не само за новите паралелки за учениците од кошарка, односно Академијата за кошарка, туку да не ги делиме другите деца, да нешто ние како локална самоуправа помогнеме за подобрување на овие услови. Се договараме исто така за наредни инвестиции. Јас ќе предложам на наредниот буџет дополнителни инвестиции околу набавка на душеци и сигурен сум дека со помош и на Министерството овој ученички дом, каков што го затекнавме, ќе го раздолжиме за крајот на мојот и мандатот на директорката, ќе го раздолжиме во сосема ново светло, бидејќи ова е една од институциите кои што досега според мој лично видување беше во најлоша состојба и затоа мојот поглед на инфраструктурата тука, на опременоста, не можеше да биде рамнодушен и токму заради тоа предложив на Советот одредени скромни финансии за да помогнеме на ученичкиот дом. Износот за наредната година ќе биде сигурно ист, а можеби и поголем, во зависност од предмерот и пресметката кој ќе го добијам наредните неколку дена или наредниот месец, се до декември, кога ќе го кроиме новиот буџет за локалната самоуправа. Директорката на ученичкиот дом Трајанка Толева рече дека за реконструкција на подот се потрошени 400.000 денари. Денес е 1 септември, прв учебен ден за училиштата, но исто така и за нас за ученичкиот дом. Значи денес доаѓаат децата од сите градови од Македонија, се сместуваат во нашиот ученички дом, но сепак оваа година имаме таа можност да ги сместиме учениците во подобри услови, така што домот ни се наоѓа во подобро руво. Тоа е благодарение на градоначалникот Александар Панов и Советот на општина Кавадарци. Со едно мое барање до градоначалникот успеав да ни даде средства околу 300.000 денари, а целиот проект кошта околу 400.000 денари, така што ги средивме сите спални соби на учениците, ходниците на учениците и условите се, мислам, одлични. Сепак,
Бројката на учениците расте, се надеваме дека наредната учебна година ќе се наполни домот. Имаме еден проблем само со душиците, така што кажа градоначалникот и се надеваме дека ќе го средиме и тој проблем. Мислам од година во година ученичкиот дом добива се подобри услови и условите за учениците се се подобри и подобри. Се надеваме дека во наредните учебни години ќе расте бројката во училиштата, во средните наши училишта, исто така и во ученичкиот дом Крсте Петков Мисирков. Вие сте со вестите на КТВ, продолжуваме и понатаму на тема образование и старт на нова учебна година. Министерот за образование потврди дека се е подготвено за почетокот на новата учебна година. Во основните и средни училишта во земјава се врши дистрибуција на учебниците, за кои беше пријавено дека се оштетени. Завршена е реконструкцијата на 60 училишта во земјава. За почетокот на новата учебна 2016-2017 година се е подготвено и учениците и наставниците со настава почнуваат денес 1 септември, истакна заменик министерот за образование Спиро Ристовски. Во наредните неколку денови се очекува сите училишта да бидат снабдени со нови препечатени учебници, а истовремено учебниците од 7 до 9 оделение ќе бидат дистрибуирани и новите учебници по математика и природни науки за наставата која е по Кембридж програмата, а која ја работевме со Меѓународниот центар за наставни програми на Универзитетот Кембридж. Со ова ја заокружуваме оваа реформа на целокупно реформирање на математика и природни науки во основното образование, рече Ристовски. Тој истекна дека во земјава на 1 септември учебната година ќе ја почнат 270.000 ученици во основните и средни училишта во земјава. Со цел учениците побезбедно да стигнат до училиштата, во тоа ќе помага полицијата од Кавадарци и Неготино. Полициски службеници од полициските станици Кавадарци и Неготино, почнувајќи од 1 септември, ќе бидат поставени превентивно пред основните училишта во Кавадарци и Неготино, заради безбедно доаѓање на учениците во училиштата, нивно безбедно движење и преминување на улиците. Апелираме до сите учесници во сообраќајот за поголема толерантност кон пешаците, особено кон децата и почитување на поставената сигнализација, со цел давање заеднички придонес за безбедноста во сообраќајот за најмладите. Особено апелираме да се почитуваат правилата за запирање и паркирање на автомобилите непосредно пред влезот на училиштето, бидејќи со тоа се доведува во опасност движењето на другите учесници во сообраќајот, особено на учениците пешаци, се вели во известувањето од СВР Велес. На сите ученици им посакуваат многу среќа и успех во претстојната училишна година. На учениците им посакуваме успешна нова учебна година, многу петки и секако збогатување на своето знаење. Толку со образованието продолжуваме со темата која што ќе биде актуелна во наредните денови, а тоа е Тиквешкиот гроздовер. Од утре започнува стопанско-туристичката и културна манифестација Тиквешки гроздовер. Организаторот нуди многу забава, а се очекуваат над 50.000 посетители. Денеска на пресконференција беа представени активностите од гроздоверската програма. Многу музика и забава за сите генерации нуди годинашнава стопанско-туристичка манифестација Тиквешки гроздобер. Легендарните риблја чорба и парни ваљак се само дел од музичката понуда. Ке се пие вино, а ке се јаде и грозје. Кавадарци од утре ги отвора вратите за сите добронамерници кои сакаат да поминат незаборавен викенд во градот на грозјето и виното. Денеска на пресконференција градоначалникот Александар Панов заедно со представник од агенцијата Пиволенд која го организира гроздоберот ја најавија официјалната програма. Предстојните неколку дена, односно 2, 3 и 4 септември, ќе бидат празник за душата на цела Македонија во организација на општина Кавадарци и компанијата Пиволенд кој што го организира во име на локална самоуправа Кавадарци овој настан. Во тој смисол би сакал од моје лично име, од името на градот Кавадарци, сите кавадарчани, сите граѓани на Република Македонија, сите пријатели на градот Кавадарци и сите оние кои што сакаат да уживаат да ги поканам и да бидат гости наредните 3 дена во Кавадарци. Имено 2, 3 и 4 символично одбележуваме една вековна традиција, а тоа е чествувањето по повод Тиквешкиот гроздобер
и најголемиот настан кој што живот значи за екзистенцијата на нашите сограѓани, како низ историјата, така и денес, така и понатам. Во тој смисол, би сакал да ве запознам дека во предстојните неколку дена имаме неколку настани кои што се поврзани со традицијата и би издвоил неколку од нив. Целокупната манифестација започнуваме во четврток, во 19:30, кога на плоштадот ќе имаме целовечерен концерт посветен на Никола Бадев, или 40 години од неговата смрт. Тоа е наш сограѓанин, кавадарчанец, широко познат во Република Македонија и можам слободно да кажам човек со најубав глас на Балканот. И оттаму сите љубители на народната музика ги поканувам да бидат сведоци на ова чествување во чест на Никола Бадев, со што и почнуваме со празнувањето на Тиквешкиот гроздобер. Во петок, на 2.9, би издвоил неколку од настаните. Еден од настаните е подсетување на чаршијата кој што Кавадарци ја има и кој што е сведок на целокупната историја на Кавадарци. И преку фотографии може да сите се запознаеме за тоа што било Кавадарци, каде се случувале овие настани, а воедно и да луѓето се потсетат на тоа каде за прв пат се организирал Тиквешкиот гроздобер. Друг настан би го издвоил настапот на нашата македонска група Фолтин и Риблја чорба, што ќе се случи во 20:30 на истиот ден, и Риблја чорба во 22 часот. И ве поканувам сите на добра забава, на добра чашка, нели, со умерено пиење. Сабота ни е клучниот ден кога пристигаат сите делегации на побратимски и пријателски градови на градот Кавадарци, ги има околу 20-тина. И тука клучен настан е концертот на Парни Валја, кој што ќе се случи некаде пред 23 часот. Недела е можеби најубавиот ден, тоа е денот посветен на нашите најмлади, и од таму би издвоил два настани, а тоа е детскиот карневал кој што неколку години наназад е можеби најубавиот и најмилиот настан на кавадарчини на сите оние кои што се присутни тука, како и настапот на трибјутот на Coldplay и атинската група Бангладекс, кој што се желба на нашите млади и кој што навистина верувам дека ќе го задржат вниманието на сите граѓани на Кавадарци и пошироко. Би сакал да уште еднаш еве упатам покана до сите македонци, до сите кавадарчани на привремена работа во Скопје, на привремена работа надвор од Републиката, да бидат домаќини во Кавадарци, а на сите гости пријатно да се чувствуваат во општина Кавадарци и убаво и незаборавно да си поминат во Кавадарци. Од агенцијата Пиволент најавија дека ќе се погрижат максимално годинешнава манифестација да помине во најдобро светло. Се надеваме дека од 1 до 3 септември ќе бидете наши гости во град Кавадарци, кој што е навистина едно убаво градче и кој што ја чува традицијата на Тиквешкиот гроздобер, и дека ќе се забавувате. Се надевам дека нашата организација успешно си ја изработи задачата и дека настапите кои што се поканети да го забавуваат народот тука, нели, ќе ги задоволуваат различните вкусови кои што, може еден фестивал да ги има. Градоначалникот Панов очекува дека за време на викендот манифестацијата Тиквешки гроздобер ќе биде масовно посетена. Се очекуваат над 50.000 посетители. Мерениот капацитет на нашиот плоштад е околу 20.000. Сигурно дека очекувам многу повеќе или дупла повеќе, затоа што концептот на Тиквешкиот гроздобер е живот и живење и забава на целиот град, не само на градскиот плоштад. Оттаму и вие сте сведоци минатите години дека различни вкусови се надополнуваат по нашите ресторани, каде што се канат балкански звезди и тие го надополнуваат она што, нели, ако имаме еден настан и тој не соодветствува со вкусот на некој, тој може слободно да отиде во ресторан кој што сигурно ќе биде и препол. Така што очекувам минимум 50.000 луѓе кои што ќе бидат гости во Кавадарци. Тука зборувам за сите оние кои што се
ќе се вратат да си ги видат фамилиите, да се видат со своите, односно децата најчесто се враќаат да си ги видат своите родители за време на теквешкиот гроздове и сите оние пријатели кои што ги имаме надвор од државата, кои што ќе побараат, односно ќе посакаат или ова ќе им биде причина да се видат со пријателите. Централната манифестација е винскиот карневал, кој исто така ќе има богата понуда. Ќе има учесници од повеќе збратимени и пријателски градови. За најдобрите домашни маски ќе се доделат и 3 награди. Ова година се одлучивме со организаторот да потрошиме дел од финансиите во делот на наградите за карневалски групи и тоа на домашни карневалски групи, затоа што не може да очекуваме да луѓето од страна на ги тематските групи да ни ги спремат. Така што има околу 10 веќе пријавени на конкурсот. Тие добро знаат дека првата награда е 1500 евра, втората е 1000 евра и третата награда е 500 евра, со тоа што следува соодветен надомест за сите учесници. Значи, никој кој што се пријавил на конкурсот нема да остане без денар. За да ја отстранеме пристрасноста за тоа која маска е најдобра, одлучивме со организаторот да покрај еден представник од локалната самоуправа во жирито биде господинот Брумен, Бранко Брумен, кој што е долгогодишен пријател на кавадарци, словенец, подпредседател на ФЕК на светско ниво, како и нашиот представник од Струмица, господинот Цицимов. Така што се надевам дека тие ќе ја изберат најдобрата маска, односно најдобрата група и гревот на одредени субјективизми може да се препише само на нив, а не на нас. На крајот на криштата мислам дека тие се доволно компетентни за да дадат суд за тоа која маска е подобра од другата. Кавадарци со отворени врати за сите кои што сакаат да бидат дел од манифестацијата Тиквешки гроздобер, рибја чорба и парни ваљак се дел од музичката понуда. Повелете во Кавадарци. Новите банкноти од 200 до 2000 денари ќе бидат пуштени во промет на крајот од оваа или на почетокот на наредната година. Македонските граѓани ќе може да пазаруваат со новите банкноти од 200 и 2000 денари на крајот од ова или на почетокот на наредната година. Парите ги печати англиската печатарска компанија Деларуе, која претходно печатеше и други банкноти за Централната банка, а последни беа банкнотите од 1000 денари. Подготовките за издавање на парите се уште се во тек, а одлуката за официјално пуштање во промет треба да ја донесе Советот на Народна банка. Планирано е да се произведат по 10 милиони банкноти од секој АПОЕН. Инаку за одлуката дека почнува постапка за печатање книжни пари со оваа вредност, Народна банка извести уште во ноември 2014 и првичниот план на Централната банка беше тие да се испечатат и да почнат да се користат веќе во јануари 2015. Но процедурите траеа подолго и сега се очекува новите банкноти да се пуштат во промет во најоптимистичката варијанта на крајот од оваа година, а според песимистичката на почетокот на новата 2017 година. Млади од Македонија учествуваа во реализацијата на проектот Чекорење во туги чевли. Тие 10 дена беа во градот Кршко во Словенија. Млади од 4 држави, меѓу кои представници од невладиниот сектор во Македонија, минативе 10 дена беа учесници во реализација на проектот Чекорење во туги чевли, проект кој има за цел да ги интегрира лицата со попреченост во спортот. Се работи за мощен и интересен проект со кој им се дава можности на лицата со попреченост да се вклучат во спортот и спортските активности. Ова е уште едно големо искуство за нас младите од Македонија. Покрај работилниците за проектот, бевме и во посета на нуклеарната централа Кршко и во центарот за стари лица во истиот град, вели Александра Јовановска, лидер на групата од Македонија. Проектот траеше вкупно 10 дена, бевме сместени во хотел, што е и прекрасен младински центар. Учествуваа 4 држави, секоја држава со по 6 представници. Целта е да развиеме различни видови на спортови во кои можат да се приклучат луѓе
со одредени физички недостатоци. Идејата за проектот е на млада девојка од Словенија, која е дел од репрезентацијата на националниот тим во седечка одбојка во Словенија. Исто така, проектот има за цел промовирање на младински активизам, промоција на Европската Унија и нејзините вредности и секако дружење на младите од сите држави, рече Катерина Поповска од невладината организација Сфера од Битола. Од Кавадарци, учесник во овој проект кој што се реализираше во Словенија беше Стефан Тодоров. Вчера во Центарот за култура во Неготино изложба на Снежана Манасик. Во организација на Центарот за култура Ацо Ѓорџев од Неготино, синоќа во фоајето на оваа културна установа беше отворена изложбата на колажи на авторката Снежана Манасик од Панчево, Република Србија. Активно се представува во јавноста уште во 1993 година и има остварено преку 40 групни, како и десетина самостојни изложби. Манасик има дипломирано на Академијата за конзервација и реставрација во Белград и го надополнува образованието на Универзитетот за култура и медиуми во Нови Сад. Учествува на многобројни ликовни колонии како во Србија, така и во странство. На стартот на квалификациите за предстојното европско првенство, македонската кошаркарска репрезентација во салата Јасмин ја совлада селекцијата на Луксембург со резултат 89-75. Успешна премиера на кошаркарската репрезентација на Македонија во рамките на квалификациите за предстојното европско првенство. Нашата најдобра селекција славеше не толку лесна победа над Луксембург со резултат од 89-75. Извонредна прва делница на капитенот Војдан Стојановски во салата Јасмин во Кавадарци, период кој го добивме со резултатот 30-13 и кој обезбеди мирен, но не толку убедлив триумф над Луксембург. Само во воведните минути од мечот, кошаркарите на Луксембург беа рамноправен противник на црвено-жолтите. По изравнувањето на резултатот на 9-9, избраниците на селекторот Раца ја засилија играта во одбраната, проработе и нашето најсилно оружје, шутот од зад линијата за 3 поени. Војдан Стојановски и младиот Магдевски погодуваат сите позиции со серија од 15-2, го најавија конечниот епилог на мечот. Во сличен ритам, нашите најдобри кошаркари го одиграа финишот на полувремето на одмор, заминаа со водство од 48-28. На почетокот на второто полувреме, гостите од Луксембург ја казнија опуштената игра на македонските репрезентативци. Одбраната не беше на потребното ниво, а лошо одигравме и во нападот, што резултираше со намалување на убедливата предност на само 56-45. Магдевски капитенот Војдан Стојановски ја прекинаа серијата на Луксембург од 9-0 и обезбедија ново сигурно водство од 72-54, но потоа следуваше уште еден пад во играта на Македонија. Во 34-та минута кошаркарите на Луксембург намалија на 75-65, но селекторот Раца со неколку измени повторно ја подигна играта на тимот, па на крајот забележавме и заслужена победа од 89-75. Најзаслужни за стартниот триумф над Луксембург очекувано се капитенот Војдан Стојановски, кој со 28 поени беше најефикасен поединец на мечот, како и одличните Костовски и Дамјан Стојановски со по 13 поени и Јаневски со 10 офрлени коша. Нашиот национален тим веднаш по дуелот во Јасмин се врати во Скопје, бидејќи веќе во петок, односно утре, преку Загреб заминуваат за Лондон. Во сабота, селекцијата на Македонија во рамките на второто коло од групата Г му гостува на директниот конкурент за пласма на Европското првенство составот на Велика Британија. Во премиерното коло, англичаните доживеа убедлив пораз од Унгарија со резултат 96-77. Понад преварот, селекторот на нашата репрезентација Драган Раца и еден од актерите, Љубомир Младеновски, изјавија. Тоа е била прва утакмица и сигурно... Ова беше прв надпревар и плюс предупредување за следните подготовки за надпреварите кои што ни предстојат. На почетокот во првите 5 минути нашиот тим влезе онака во лесен ритам, затоа што самиот противник кога беше кажано Луксембург, тие видеа дека немаат високи играчи и така натаму и помислија дека во текот на самиот надпревар само по себе ќе дојдеме до лесна победа.
Ние тоа го знаевме и предупредувавме, бидејќи денес сите играат и против секого е тешко да се игра, поготово против ваква екипа која има ниски и брзи играчи. Ние немавме концентрација во првите 5 минути и во третата четвртина и тоа се одрази на конечниот резултат. Во еден дел од надпреварот имавме добар ритам и добра одбрана и брзо направивме 20 разлика. Тука до израз дојде менталитетот на поединците и нивно неискуство да кога ќе ги уфрлам во ротација да ја задржат или да ја направат разликата поголема на ваков надпревар. Ние пробавме да ги уфрлиме во ротација сите играчи и сите играа. Така да, кога говориме за конкретно за третиот период, не можевме да фатиме ритам, затоа што во нашиот тим, ако сите петмина заедно на терен не играат одбрана, тогаш за нас секој противник е тежок. Сакам уште и да се заблагодарам на кавадаречката публика која не бодреше и направи одлична атмосфера овде и тоа сигурно за противник кој не е толку атрактивен, но сепак атмосферата беше одлична и се беше супер. И се надевам дека и за следните надпревари и со Унгарија и со Англија дека ќе биде исто вака, па дури и подобро. Овако и чак и боле. Значи ова е прв надпревар што знаеме, тој секогаш е најтежок за да се пробие мразот. Почнавме доста опуштено. Прво, после се консолидираме, па второ по време повторно малку се опуштивме. Погодија некои тешки шутеви, ги правевме грешки од одбраната, но добро, најбитно е што победивме на крај и задувавме тука публиката. Ништо се надам сега во сабота одиме во Лондон, па ако може да изненадиме Британија, зашто не? Денеска загубија они со 20 разлика Унгарија. Мислам дека по квалитет сме тука некаде со нив како екипа и би требало да може да ги победиме таму. На крај сме на вестите и следува временска прогноза. Утре ќе биде променливо облачно со сончеви периоди. Попладне облачноста во југоисточните делови ќе се зголеми и ќе има услови за краткотраен дожд. УВ индексот ќе биде 6, а температурата до 31 степен. За време на викендот ќе преовладува стабилно време. Ви благодариме на вниманието и подсетуваме дека од утре во Кавадарци започнува стопанско-туристичката културна манифестација Тиквешки гроздобер. Повелете на добра забава, вино, ракија и грозија. Секое добро со програмата на КТВ телевизија.